Почитувани, 7 часот наутро се наоѓаме на интензивната нега во педиатриското оделение на Жан Митрев клиник. Го очекуваме доктор Жан Митрев со својата екипа да изврши визита во просториите каде што се наоѓаат неколку дечиња кои што беа оперирани изминатиот период. Со тоа ќе ја пренесеме сликата од овој дел од Жан Митрев клиник и ќе видиме како течеше оперативниот програм и опорувувањето на овие дечиња изминативе 10 дена. Добро, ние се вративме во релативно нормален ритам веќе, со сите мерки кои се и понатаму на важност за безбедност на пациентите и персоналот. Оваа недела продолживме со работа покрај другите и со детските операции, кои беа малку, да кажеме, одложени. Денес, овие денови опериравме 3 деца со така поспецифични вродени аномалии. Она најмалото кое беше 2 години, едно дете кое беше 3 години и другото 6 години. Така да најмалецкото со 2 месеци сакам посебно и од моја име и од име на мајката да се заблагодариме за поддршката која пациентите ја добија и од Министерството за здравство на Република Косово, а и од амбасадата на Република Косово во Македонија, бидејќи во овие мерки на тешка комуникација и движење, поготово и за вакви работи, излегува во пресред, овозможија детето да биде префрлено од Косово кај нас и да биде веднаш оперирано, бидејќи беше во таква состојба, каде што било какво одлагање беше веќе невозможно. Така да кажам, во последни моменти го опериравме детето, бидејќи аномалијата беше од тој тип да целата негова крв се мешаше одеше во десната предкомора, така да имаше големо оптеретување на плуќета, лоша размена на гасови и таква аномалија обично се оперира веднаш после породување, не се чека таква аномалија бидејќи се знае дека исходот е многу брз и колку се одлага, толку операцијата е потоа со повисок ризик. Операцијата помина одлично, детето е екстубирано, нема више некои големи дози на лекарства кои се потребни. Со мајката заедно тука, така да сега се спроведува таа постоперативна рехабилитација и се надеваме за неколку дена дека ќе може и да го пуштиме дома. Имаме неколку дечиња што се поодраснати, што се случува со нив? Да, и тие беа така покомплексни дечиња со аномалии кои беа одлагани, кои можеби можеле да чекат, меѓутоа сега веќе во таа фаза да мораше да се оперираат, така да едното беше со ВСД и аортна реконструкција, бидејќи имаше голема инсуфициенција на аортната валвула, така да помина одлично операцијата и постоперативниот тек и опоравање се контролирано и нормални. Другото дете беше вчера оперирано, исто така со една скоро комплетна оклузија на торакалната аорта, која го многу оптеретуваше срцето и целокупната негова функција, така да таа операција беше изведена без екстракорпорална циркулација. Комплетно е воспоставена нормална циркулација сега во аортата и сите тие притисочни градиенти ние што ги мериме се во нормала. Детето се одлично опорава, е будно со мајката заедно. Така да целиот програм на детска кардиохирургија си продолжува понатаму и така, ние сме тука да бидеме за овие и најмалите пациенти, иако се уште ситуацијата е таква како што е, да ги решаваме проблемите. Ево уште едно подпрашање, ве ослободуваме. Очигледно е дека ги срушивме границите, станува Жан Митрев клиника регионален центар за детска кардиохирургија. Каква година најавувате?
со оглед на тоа дека еве се повеќе деца од странство доаѓаат кои што не се под фондот, нели? Да, па добро, можеби вака полека ќе се свати дека ние имаме многу искусен, изграден тим, дека ова што го работиме уназад 20 години, дека сите овие дечиња не се новост за нас, него дека тоа беше повеќе административни регулативи и такви некои работи, луѓе кои се мешаа во некои одлуки кои не беа подкрепени од медицина, него од некои други побуди. Сето тоа се надевам полека доаѓа до сознание пошироко и таму кај што треба, таму дека се носат и политичките одлуки. Така да ние сме тука, ваков тим да се има не е баш едноставна работа, бидејќи со вакви деца и ваква патологија од кардиохирургијата се бават само малку центри во целиот овој регион. Значи, ако сакаме да броиме, тоа е еден центар во Атина, еден во Софија, еден во Белград. И толку во целиот тој некој поголем и поширок регион. И секако ние, како исто така, во сите овие месеци, така да кажам, од кога почнавме со програмот детска кардиохирургија кој беше одобрен, имаме направено повеќе од 60 веќе дечиња од секаква патологија и од најтешка патологија и од најургентни состојби, од најтешките операции воопшто. Сите тие успешно завршија, се успешни приказни, така да кажам. И да, што треба повеќе да направиме за да докажеме дека сме тим спремен да се справи со сите предизвици на оваа најсуптилна и најтешка категорија на пациенти. Ти благодарам.